Поштуване колешки. Основната лекција во креирањето на буџет има две страни. Има приходна и расходна страна. Ако на приходна страна ги немаш парите, не можеш ни на расходна страна да имаш трошок. Така да тоа гледаме ние начин како да купиме 120 автобуса, ги нема буџетот 2025, знаете како ми изгледа? Ко тие 35 милиона за за мајка Тереза универзитетот, што ги најдовте. Знаете, имаше пред едно 4 недели на седница на влада излега, вика, најдовме 35 милиона, одобривме за мајка Тереза. И доаѓаме тука да го видиме буџетот за 2025 од 200.000 евра. Кај се 35 милиони евра? И така да и со ова гледаме 120 автобуси. Него денеска тие 6 автобуси еколошките со на струја или на што се, од кај изникна? А кога почнало тоа? Сега, пред 2 месеци? Не, пред 5 години. Влезе во програмирањето, па нормално ќе дојде, така се води држава. Една партија почнува, па друга ќе преземе, ќе продолжи со тоа. Тоа е нормален начин. Така да нити е почната процедурата тогаш, еве ги 6 автобуси. Во Струмица пред одредено време имаше исто градоначалник од 10 автобуси еколошки на електрична енергија. Тоа од каде излегува? Па од злато, не злато, они се возат во еколошки автобуси, а не као вашата градоначалничка во Скопје. Вашата градоначалничка во Скопје, која што нели ќе требаше да купи 250 еколошки автобуси, па БРТ, па видовме, за да денеска ни БРТ, ни еколошки автобуси не можеме у Скопје, па гледаме дали Белград ќе ни даде. Така да не е воопшто лицемерно, туку смогнете храброст, гласајте за ваков амандман, затоа што на крај на денот и тамо кај што можеби немаат јавен превоз, ќе им обезбедиме јавен превоз, со тоа што ќе им однесеме не само автобуски превоз и не само јавен превоз, туку и еколошки, тоест на електрична енергија, која што е иднината на нашата земја, а не туку само да кажуваме дека ќе планираме, зашто видовме 3 години у градот Скопје како се планира под водството на преседавачот на Советот на град Скопје и како се купуваат 250, тоест не се купуваат 250 автобуси.